МВР до основното јавно обвинителство поднесе кривична пријава против вршителот на должност директор на јавното претпријатие Комунална хигиена Сабахудин Рустеми и одговорниот за отпад во истото претпријатие Аки Саити под сомнение дека го извршиле делото за загрозување на животната средина и природата со отпад. Според Министерството за внатрешни работи, двајцата осомничени постапувале спротивно на Законот за управување со отпад, како и на обврските предвидени во оперативната програма за собирање и транспорт на комунален отпад. Со пропуштање на целосниот надзор на собирањето и транспортирањето на комуналниот отпад, како и со непрописно управување со отпадот, тие овозможиле во текот на месецов да се соберат мали депонии на јавни и сообраќајни површини во близина на предвидените садови за собирање комунален отпад, со што предизвикале значително оштетување на квалитетот на почвата, воздухот и водата, и го довеле во опасност животот и здравието на луѓето од предизвикување заразни или други болести. Овие сомнежи, како што соопштија портпаролот на МВР и обвинителството, биле потврдени и преку вонредни инспекции за заштита на животната средина, како и преку експертски мислења за влијанието на отпадот врз јавното здравје и можноста за ширење на заразни болести, издадени од Институтот за јавно здравје. Поради опасност од влијание врз сведоци и можност за повторување на делото, јавниот обвинител до Основниот кривичен суд Скопје достави предлог за определување мерка притвор за двајцата осомничени. Рустеми и Саити беа приведени од полицијата по пладнето на 27 октомври. Сабахудин Рустеми за директор на Комунална хигиена е назначен на 29 јануари 2025 година од страна на градоначалничката Данела Арсовска. Во периодот од 2017 до 2021 година ја извршувала функцијата директор на јавното претпријатие Сарај, а во периодот 23-24 бил заменик директор на јавното претпријатие Паркови Зеленило во Скопје. Градоначалничката на градот Скопје Данела Арсовска по апсењето реагираше остро, оценувајќи го потегот како обид на режимот, како што вели Мицкоски и МВР, да внесе страв пред вториот изборен круг.